Фирма од Виница е пред големо правно искушение и се соочува со најмалку 50 потенцијални тужби од своите клиенти. Сите тие пред повеќе години, но воглавно во периодот околу 2015 година склучиле преддоговори за купување на станови, но до ден денес ниту во становите се вселени, ниту пак парите и се вратени назад. Случајот кој можеби ќе прерасне и во мега скандал, на лошо тргнал уште на почетокот. Дел од идните собственици на становите, вистината долго не сакале свесно да ја видат, давајќи шанса работите да тргнат според договореното, зашто сумите кои ги уплатиле биле астрономски големи, од 30 па се до 60.000 евра. Прв кој одлучил своето да го побара назад е нашиот соговорник кој на рака најправин наброил 9500, а потоа преку кредит префрлил уште 50.000 евра. Вкупно продавачот на станови од него добил 59.377 евра. Во преддоговорот стои дека станот треба да го добијам за 1 година, а 4 години подоцна станот се уште не беше готов. Поради ова, во јули минатата година до Основниот суд во Кочани е поднесена тужба за раскинување на договорот. Објаснува купувачот. 1 година подоцна, откако судските одлуки на основното и апелациско ниво стануваат извршни, двата суда донесуваат одлука со која фирмата продавач на станови парите треба да ги врати на купувачот. Речиси 60.000 евра плюс законска камата. Се испотеповме од работа, мака и малтретирање, а немаме ниту стан, ниту пари, а немаме ниту каде да живееме. А за да го вратиме кредитот, заминав на работа во странство. Вели истиот купувач. Во меѓувреме, становите на останатите уште најмалку 50 купувачи се уште не им се предадени во употреба. Зградата нема технички прием и вселувањето е неизвестно, поради што на виничката фирма и предстојат десетици тужби. Што ќе се случува е крајно неизвестно, но во овој случај има и друга нитка. Имено, меѓу четворицата бизнисмени кои завчера во Штипија поддржаа иницијативата Стоп за криминалот и нарачаните судски одлуки е и еден од косопствениците на тужената фирма. Со што и во кој случај тој бил засегнат од судството е непознато, но на крајот од апелациската одлука во која неговата фирма треба да врати 60.000 евра, потпишан е сега еден од разрешените судии.